Денеска православната црква ги празнува светиот Јован Милостив, светиот пророк Ахиј и преподобниот Нил Синајски. Светиот Јован Милостив, патријарх Александриски, роден е на островот Кипар во кнежевско семејство. Татко му бил кнезот Епифани. Уште од детството бил воспитан како добар христијанин. По убедувањето од родителите, тој се оженил и имал деца, но по Божја промисла се преселиле од овој живот во оној и децата и жената. Познат по своето милосрдие и благочестие, Јован бил избран за патријарх Александриски во времето на царот Ираклиј. 10 години управувал со Александриската црква како вистински пастир, чувајќи ја од незнабожците и еретиците. Бил пример на кроткост, милосрдие и човеколюбие. Ако сакаш благородство, велел тој, не барај го во крвта, туку во добродетелта, зашто тоа е вистинско благородство. Сите светители се одликувале со милосрдие, но светиот Јован сиот се предал на таа прекрасна добродетел. Еднаш, извршувајќи литургија, патријархот се потсетил на зборовите Христови. Ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе и се сетил дека еден од клириците овде во црквата има лоша волја, тој брзо ги оставил светите дарови, му се приближил на тој клирик, паднал пред неговите нозе и го замолил за опростување. И дури кога се измирил со тој човек, се вратил кај жртвеникот. Еднаш пак, одејќи кон црквата, свети Кир Јован се случило да сретне една бедна вдовица и таа почнала да му зборува за својата беда. На придружниците на патријархот им се досадило од жалењето на жената, па му рекле на владиката да побрза на служба во црквата и по службата да ја ислуша таа жена. Светиот Јован им одговорил: а како мене сега Бог ќе ме послуша, ако јас не ја послушам? И не сакал да замине од местото додека не ја ислушал жалбата на вдовицата до крај. Кога персијанците нападнале на Египет, патријархот Јован седнал во лагјата да се оддалечи од таму. На патот се разболел и кога дошол на Кипар, умрел во своето место на раѓање, во 620-тата, и преминал во царството бесмртно на својот Господ. Неговите чудотворни мошти се пренесени во Цариград, потоа во Будимпешта и најпосле во Пресбург. Светиот пророк Ахиј од Силом пророкувал 1000 години пред Христа. На Јеровоам, слугата на Соломон, му прорекол дека ќе се зацари на 10 Израилеви колена. Преподобниот Нил Синајски прво бил префект во престолнината Цариград. Како женет човек имал еден син и една ќерка. Гледајќи го порочниот живот во престолнината, тој се договорил со жената да се оддалечат од светот. Така и направиле. Жената со ќерките отишле во некој женски манастир во Египет, а Нил со синот Теодул отишле на Синајската гора. Полни 60 години се подвизувал светиот Нил на Синај. Напишал прекрасни книги за духовниот живот. Мирно се упокоил околу 450-тата година. Во 80-тата година од земниот живот и се преселил во блажениот небесен живот. Неговите свети зборови се: телесните страсти потекнуваат од телесните потреби.
и против нив е потребна воздржаност, а душевните страсти се раѓаат од душевните потреби и против нив е потребна молитвата. Te